Госпоѓа Кадиевска Војновиќ, ви благодарам за овој разговор. Како ја оценувате економската ситуација во која се наоѓа државата 7 години по владење на оваа владеачка гарнитура? Први ви благодарам и на вас за интервјуто, на сите гледачи, ги поздравувам. Да, ова е прашање што сите не засега. Според моје мислење оценува многу лошо економската состојба и би кажала дека уште два збора кои што имаат тежина, а тоа е дека е очајна и дека е опасна. Зашто ова го говорам? Ова го говорам од врз база на се ова што го имаме како севкупно живење, меѓутоа и податоците го потврдуваат, а тоа е дека за 7 години на владење на ДУИ и на СДС не се подобри животниот стандард на граѓаните. Животниот стандард не се само платите и пензиите, него животниот стандард покрај платите, пензиите, се и да не ни се случува онкологија, да имаме квалитетно здравство, да имаме квалитетно образование, да немаме корупција во јавни набавки, во јавни институции и едноставно да не ги бркаме младите од нашата земја. Сега според податоци на Меѓународниот монетарен фонд, БДП по глава на жител, по една метода на паритетна куповна моќ, тоа е интернационална мерка за мерење на животниот стандард, покажува дека немаме мрднато од место и дека сме само 37% од ЕУ стандардот. Толку бевме и пред 7 години. Ако ги видиме другите држави како прогресира и како конвергира кон Европската Унија, може да забележиме дека Србија со најсилно темпо конвергираше и веќе 47%, значи 10% поени погоре од нас кон ЕУ, конвергирана, а исто така и Црна Гора. Значи, ова е поразителен податок дека за 7 години народот ја доверува на една политичка гарнитура власта, а нема никаков прогрес во животниот стандард. Тоа е прво нешто што луѓето и, да не ги кажам бројкиве, го чувствуваат во реалниот живот. Второ, кое што е опасно од мојот вовед, е фискалната неодржливост. Многу, значи од ковидот па навака, може би вака бев една од најгласните која што алармирав дека да имаме ковид криза, меѓутоа дека и во кризи треба да се преструктура буџетското трошење и да се мисли за наредни генерации. Не беше случај ниту во 20-та, ниту па во 21-та, ниту 23-та, ниту 24-та. Значи, пост-ковид ние, де факто, не ние, него актуелната политичка гарнитура, која е во заминување, трошеа без усул. Без усул, која ќе кажам, простиот факт, ако трошеа за да стимулираат раст, за да ги помогнат фирмите, за да го помогнат населението, немаше да има волку големо незадоволство помеѓу и бизнес секторот и воопшто помеѓу граѓаните. Значи, трошеа имаме крирано само за овие, пазете, од 20 до 23 буџетски дефицит од 2,8 милиарди евра. И ќе ги слушнеме дека тоа е заради ковидот, заради енергетската криза, меѓутоа мерките со фискален ефект, да кажеме, вистински, така книжени во буџет, а ние може да кажеме дека се толку околу 800, макс 800 милиони евра. И тоа во целиот овој период. Ниту е милиардата на претходниот министер, ниту се 662 милиони на претходниот, односно на Ковачевски, значи ниту Заев, ниту Ковачевски, тоа беше чист пиар. Немаше толку пари и не се ни осети тоа во економијата. Значи, толков буџетски дефицит, а јавниот долг веќе достигна 8,5 милиарди евра. И тоа знам дека, ако вака пред народот не звучи гола бројка, меѓутоа тоа е бреме, едно тешко време кое ни оставаат не само на наредната влада, уште на многу влади кои што ќе дојдат и понатаму и на многу генерации.
И последно, значи се потврди со објавата на бруто домашниот производ, со податоците од пред некоја недела, една недела дали или на 7 мислам дека беше објавата, каде што се види дека веќе буџетскиот дефицит, место да се намалува како процент од бруто домашниот производ и да покажува дека они стабилизираат нешто во јавното трошење, напротив, поради понискиот БДП номинален, не оној што го проектира е многу повисок, е 4,9 во 23 година, кога веќе немаме шок во економијата, кога немаме енергетска криза, ниту па никое позначено негативно надворешно влијание. Воедно, и јавниот долг како процент од бруто домашниот производ веќе достигна 62%, што е де факто надминување на законската граница утврдена во Законот за буџетот, а и онаа граница што ја знаеме дека утврдуваат и мастришките критериуми. Така да, значи, сосема искористен фискалниот простор. Значи, кога збориме дека искористен, пазете сега ние само во наредниот период треба да отплатиме 1,8 милиарди евра за камати. Значи, годишно просечно во наредни 5 години отплатата на камати е 360 милиони од државниот буџет. Тоа се пари кои што може наредната влада да ги искористи за капитални инвестиции, за градинки, за училишта, за програми за предприемништво, за мерки. Да, значи, како што претходно кажав, алармирав, сега веќе паднаа маските, се виде дека тоа акумулирање на толкави буџетски дефицити низ годините, без да се размислува за идните генерации, без никаква контрола да се троши, без да се консолидира ниту приходната, ниту расходната страна, а впрочем, веројатно и со големи коруптивни елементи во јавните набавки, значи не е одржливо на долг рок. Зборувајќи за експанзивната фискална политика претходниот период, да потсетиме дека тоа всушност беше препорака и на сите меѓународни институции, финансиски институции, да се троши во време на криза и во пандемија. Меѓутоа, како што спомнавте, фискалниот простор сега е веќе прилично ограничен, што значи дека од сега натаму ќе треба да следува фискална консолидација, односно намалување на трошењата. Каква фискална политика според вас треба да се води? Првин би кажала дека да, меѓународните финансиски институции заедница повикуваше да се троши за не да се троши, него дека државата треба да го неутрализира негативниот ефект од ковид кризата, односно од пандемијата. Зашто? Пошто беше затворена економијата и некој требаше тој тек на парите да го одржи, а тоа беа државите во сите земји. Сега, што е поентата? Поентата е дека ќе се изучува тоа, мислам вака историски, ќе се пишува многу и за ефектот на пандемијата и слично, меѓутоа мерките треба да бидат стрикно насочени, значи да бидат насочени кон одржување на ликвидност на предпријатија, да се исплатат плати и во дел и беа така и кај нас и во светот. Меѓутоа, она што беше за потрошувачка, кога е затворен светот, видовме што се случи после пандемијата. Значи, превише пари во оптек, голема потрошувачка постпандемиски, во услови на намалена понуда, кога оние синџири на ланци на, да кажеме, на производство и на понуда беа прекинати. И сега, дали викаат меѓународни во последниот период да се троши, не вика. Баш напротив, ја повикуваа владата ако креира мерки да ги таргетира тие мерки кон ранливи категории, кон категории на кои што навистина им треба финансиска буџетска поддршка во услови, да кажеме, на зголемена цена на струја. Значи, меѓутоа, оваа влада и за енергетскава криза потроши многу пари, под изговор дека субвенционира струја, што треба да даде отчет во колкав дел ја субвенционира, поради тоа што нашите пресметки не се така како што ги кажува. И де факто и прогресивно наплаќање на струја, на тарифата е прогресивно наплаќање на трошокот за струја од различни домакинства, со тоа па и се намали оној субвенциониран дел. Сега каде отидоа тие 344 милиони евра трансфери од буџет кон ЕСМ, тоа тек допрва треба да испитуваме, во јавноста кружат веќе афери за криминални тендери, за ископ на јаглен и за увоз на јаглен во рек Битола. А голем дел од овие
пари всушност беа книжени како капитални инвестиции. Да, не се направи никаков капитален проект во овој период. Каква буџетска политика, значи би кажала како што овие ја водеа, ние обратното. Значи ние не треба ништо да правиме, они што правеа. Прво и основно треба да има нула корупција во јавни набавки. Значи не минимум, нула корупција. Значи нема простор за веќе граѓаните нема да веруваат ни на една политичка гарнитура ако не се покаже спремност дека Македонија треба веќе еднаш како што треба да зачекори да застане на сопствени нозе. Веќе кажав, просторот фискален е искористен е јавниот долг, ние веќе сме во земја не оценуваат странските инвеститори како поризична земја, тоа го направи оваа влада. Меѓутоа, ние што треба прво да се фатиме, да ги стабилизираме јавните финанси. Значи, кажав, нула корупција во јавни набавки, рационализација на сите оние непродуктивни трошења во јавната администрација. Значи, тука набавки на коли, сега гледаме набавка на кола пред избори, тоа е нерационален трошок. И рационализација на се она што е договорни услуги, па и во здравство има големи криминали, значи и секаде. Значи први не тоа е основно, тука ќе има некоја заштеда на средства, некако оваа влада до сега. Второ што треба да се направи од аспект на буџетската политика е значи да се направи што е приоритет. Значи воопшто на идната влада и она како што размислуваме, тоа е дека за нас приоритет е да имаме инвестиции во економијата. Значи, она што бизнес секторот го бара, па и граѓаните го бараат, да имаме не само инвестиции во инфраструктура, него инвестиции во образование. Кога зборам за инвестиции во образование и промена на програма е инвестиција. Програма во образование согласно ново време е исто така инвестиција во создавање на човечки капитал. Значи, сакаме инвестиции, сакаме поголем процент од значи, расходите да бидат насочени кон продуктивни цели. Дали било како што напоменав образование, здравство, транспортна инфраструктура, енергетска инфраструктура. И трето нешто што треба да направиме и за што ќе се бориме, не декларативно, него и вистински, и за тоа креираме мерки, е борбата против сивата економија. Зашто? Од причина што според домашни меѓународни мерења сивата економија зема околу 30 до 40% од бруто домашниот производ и замислете тоа се нерегистрирани активности, нерегистрирани трансакции, нерегистрирана дејност, нерегистрирани вработувања и тие не креираат приходи во буџетот. Значи, ако зафатиме барем еден мал дел од таа сива економија во почетокот, се надеваме дека ќе зафатиме преку дигитализација, меѓутоа и преку строгост, не само дигитализација, сметам дека можно е да се генерираат и до 500 милиони годишно приходи од сивата економија. Тоа е макотрпен процес, меѓутоа треба некој да го почне, не да се изработуваат само стратегии, меѓутоа треба и на дело да се покаже активност на ова поле. Зборувајќи за развојни економски политики и продуктивно трошење на парите, колку ќе успеете во тоа, имајќи предвид дека остана како синоним за едно владење на вашата партија, познатата изрека дека немаме за леп, а трошиме на чоколада. Колку ќе успеете да навистина ги трошите продуктивно народните пари? Видете, да, така е. Мислам, остана таа изрека и би кажала таа важи многу поболно за оваа влада, пошто оваа влада баш и така се однесуваше. Дефицитарно се финансираше и тоа со огромни дефицити од кога е кризава со ковид навака. Меѓутоа, ако ги споредуваме и владењата, како што кажавте, барем таа влада тогаш креираше некаква додадена вредност. Скопје 2014 озогласен проект, меѓутоа и тој се гледа.
како што се гледа и Филип II, Борис Трајковски, автопатиштата, значи има некакви резултати. Сега ние сме повторно, да речеме, влада исто од ВМРО ДПМН и ВМРО ДПМН без разлика кој ја водел до сега, дали бил Љупчо Ѓоргиевски, Никола Груевски и сега професорот Христијан Мицковски, секогаш ВМРО ДПМН и во времето на ВМРО ДПМН има раст на економијата. Мислам, тоа не може никој да го оспори и дека барем на економски план, значи водиме 100-0, значи со нашиот опонент од македонскиот блок, а да не збориме, ве ги оставивме и дуи сами да видиме што ќе направат без нас, па ја уништија економијата. Прво што треба да направиме е да покажеме спремност дека сме различни од нив. Иако по утрото се познава денот, мислам дека луѓето може да препознаат. Еве имаме министер за надворешни работи, имаме министер за труд и социјала. Значи, мал е периодот, а се гледаат доста, значи, успеси од нивна страна. Нема гужви, има јавувања, има пред време сега да дојдеш, за разлика од кога немаше термини. Значи, тоа е што треба да покажеме дека сме спремни и знаеме да управуваме економијата. Сега, буџетски ќе биде стварно предизвик. Значи, ако ќе кажам тешка позиција, исклучително тешка позиција, која што пак ни една друга влада ја немало. Може онаа на Никола Клюсев од ранијата транзиција ја имало, зашто немало ни институции, немаше ни денарот како валута, немаше ни буџет, немаше девизни резерви, меѓутоа сега сме така, значи, истата ситуација од аспект на буџетот. Значи, ќе биде предизвик, ги кажав мерките кои што генерално, значи, ги гледаме на консолидација на јавните финансии, која што мора веднаш да се случи. Го спомнавте економскиот раст, направите паралела за време на владењето на ВМРО ДПМН и СДСМ. Од 2017 година до денес, за време на владењето на оваа политичка гарнитура, просечниот економски раст е околу 1,8% годишно. Колкав економски раст предвидувате вие во својата програма, да речеме, за следниот период и како ќе го испорачате тој? Така, ние, значи, првин малце да ве коригирам, 1,6, точната бројка. Значи 1,6, двојно понизок од оној претходниот период. Сега како ние ќе испорачаме оваа година, тешко дека ќе се испорача некој повисок економски раст. Може 2, пошто предходнава година беше ниска споредбена основа, па може 2 до 3%, доколку од одма почнеме со некои активности. Значи, поради тоа што ви до сега не испорачуваат ништо. Сега, на среден рок, значи, повторно кажав, ние треба, значи, да ги утврдиме приоритетите кои што и на некаков начин ги имаме и ги дискутираме внатре-партиски, а тоа се првиот приоритет е и оние краткорочни цели се инфлацијата. Значи, инфлацијата е уште проблем. Ако има смирување на инфлацијата, меѓутоа треба поголема борба, треба поголема транспарентност дека има услови за стабилизирање на инфлацијата, да се стабилизираат инфлацијските очекувања кои се уште се на некое повисоко ниво. Значи, паѓаат овие варијабилни цени на храна, на енергија заради увозните цени, меѓутоа инфлацијските очекувања треба да се стабилизираат и затоа бевме и го поддржавме, ако пратите законот за нефер трговски практики, поради тоа што сметаме дека трговците, значи, најверојатно, оној дел од ланецот кој што креираат, значи, и повисоко малопродажни цени, поради тоа што и земјоделскиот инпут, аутпут, производни цени бележат намалување. Значи, први на инфлацијата и борбата со инфлацијата, факторите, кои што да се идентификуваат и добро да се искомуницира со јавноста и значи, некако што во претходниот период го правеше владата, значи, голема борба со инфлацијата. Ако се намали инфлацијата, тогаш ќе нема никакви притисоци ни понатаму за раст на плати, онаа спирала плати, инфлација да обстојува. Вториот момент, рековме, е стабилизација на јавните финансии. Ако ги направим,
добро приоритетите буџетски, се зборам, ние економски ги правиме во програмата, меѓутоа се и буџетски, значи од аспект на оваа година се тие краткорочни на среден рок 4 години со овие, мислам дека ќе успееме да испорачаме и повисоки стапки на економски раст. Граѓаните, значи, знам дека не очекуваат дека чуда ќе се случат наеднаш и нема да испорачаме ниту па чуда наеднаш, меѓутоа ако вистински работиме и како што кажав, се консолидираме, може да испорачаме и повисоки стапки на економски раст. Нашиот модел не е потрошувачка, поради тоа што видовме дека моделот на економски раст со потрошувачка креира на среден рок инфлација. Нашиот модел ќе биде инвестиции, бруто инвестиции, кои самите ќе креираат додадена вредност, ќе вработуваат, а со тоа ќе има и подобри услови за вработените, и за повисоки плати, и за нови работни места. Значи, нашиот модел е извозот и повторно, инвестициите и повторно ќе биде извозот, поради тоа што оваа влада сосема ја запостави надворешната политика за привлекување на странски директни инвестиции. Добро е што претходната влада ги има донесено сегашниве и тие креираат нови инвестиции и затоа може во бројка ќе се познае дека има некаква инвестициска активност, меѓутоа тоа е од оние што претходната влада ги донесе. Затоа, значи, на тие два фронта ќе работиме и се надевам дека на среден рок ќе испорачаме раст. Растот како бројка е ирелевантен. Луѓето тоа го приметуваат. Ако се подобри услугата во здравствениот систем, ако се подобри образованието, ако едноставно направиме добар транспорт у Скопје или добри автопатишта, тоа се гледа, тоа е стандардот. Значи, така да дали бројката била 3-5, битно е колку ние како граѓани, па вклучително, нели, јас зборам, ќе го почувствуваме тоа, ќе го видиме и забележиме во секојдневното живење. За земја во развој како Македонија, за да се почувствува побрзо, овие стапки на раст треба да бидат и над 5-6%. Ја спомнавте инфлацијата како главен економски проблем изминативе повеќе од 2 години. Вие до 2018 година бевте и вице-гувернер во Народната банка. Па од тука како ја оценувате монетарната политика, како е поставена и како успеавме преку монетарната политика да ја намалиме инфлацијата? Очекувате ли олабавување на монетарната политика и спуштање на каматните стапки? Така, вака, јас бев критичар на моите колешки, значи на почетокот на инфлацијата и тоа по моje видување и видување на повеќе луѓе во право. Зашто? Нас инфлацијата како притисок, значи ни се јави никаде во втората половина на 21 година. Значи, оние што ги пратиме цените, кои што ги пратиме притисоците за инфлацијата, увидовме дека ќе дојде некој бран на инфлација. Пред сега ви кажав, првин глобалните фактори, а после малци и локалните фактори, кои што детерминира изместување на трошоци на фирми и раст на цени. И сега критиката беше добронамерна, зашто јас да бев во Народната банка, малце порано ќе ја затегнев монетарната политика, проста причина, за да, значи, тоа се вика трансмисионен механизам или преносот на сигналите, биде побрз. Зашто? Зашто ако затегате денес, она што ќе се пренесе низ банкарски сектор, а со тоа и на потрошувачка на население, за да не троши многу, за да не креира уште притисок на цени, треба од 3 до 6 месеци. Да не кажем, може би и над 6 месеци. Затоа требаше малце побрза, поодлучна реакција. Не треба ЕЦБ да гледаме. ЕЦБ Данија, значи европската, односно еврозоната, ние некако лидинг партнер што треба да се направи, пошто сме врзани со еврото, меѓутоа и ЕЦБ сгреши. Значи Лагард има огромни критики пост реакцијата, дека исто така не беше ни спремна, пошто имаше многу, па и ко нашава влада, има инфлација, нема инфлација, има инфлација, ама транзиторна е, па дојде инфлација, па сега ќе биде увозна и така натаму. Значи, првин момент од кога се затегна, тоа беше негде април 22, беше, според моје видување, малце касен момент, веќе имавме голема евроизација, луѓето почна од динари во евра, потоа имавме во тој момент, де факто, кажа веќе притисок, се гледаше ка владава не е спремна со мерки, луташе едни мерки, други мерки, и така, и немаше комуникација од Централната банка, баш во тие најјакиот период да излезе некој да каже, луѓе, слушајте,
Значи, ова ни е од увоз, ова ни е вака, да ги искара па и владата, пошто не беа спремни за енергетската криза или фискална политика дека се утепа од трошење и за време на инфлацијски притисоци. Тоа го замерувам за овој период. Сега како тоа се ефектуира, кажа, веќе 23-та сме, значи првото затегање пред година, па речи се ќе биде 2 години сега, 24-та. Еве, тоа се трансферираше врз каматите, значи каматите на потрошувачките кредити се зголемени за 37% во однос на 21 година. Кредитите на предпријатијата се поскапени исто за околу 27%. Значи тоа е де факто удар врз кредитите за да не се задолжува толку населението, меѓутоа и врз постојните кредити на населението и на фирмите, што веќе може да креира еден проблем на во услови кога гледаме дека оваа влада не испорача економски раст, само 1% може да креира проблем во ликвидност на фирми, па и сервисирање на обврски кон банките. Затоа сметам дека убаво треба да се преиспита одлуката Народната банка. Сметам дека, повторно ви кажав, инфлацијските очекувања, последните податоци со февруари покажува дека се на повисоко ниво, односно и дека нивното паѓање е поспоро од паѓањето на вкупната инфлација. Меѓутоа, со јасна комуникација дека све е направено за инфлацијата, мора да постапат на таков начин и да ги стабилизираат луѓево дека понатаму нема да има раст на цени, да едноставно да дадат ветување. Значи, тоа е улогата на Централната банка. Таа е главниот фактор кој што треба да стабилизира инфлацијата и инфлацијските очекувања. Ни предстои изборна кампања. Какви економски политики и мерки имате во вашата партиска програма? Што ќе им понудите на граѓаните и на кој начин ќе ја барате нивната поддршка? Благодарам. Да, значи, скоро ќе има презентација на програмата и нема да наблегувам во некои поконкретни мерки, меѓутоа ќе ги дадам контурите на програмата. Кажав дека значи, интерно, преку многу дискусии, преку дебати со председателот и со економскиот тим, ги имаме веќе увидено главните проблеми, кои што, не кочат за повисок раст, не кочат за повисоки плати, не кочат за Македонија да се развие како што треба. И затоа, генерално, она цел која што имаме во програмата е да го подобриме животниот стандард на граѓаните и како е прашањево, нели? Ме прашавте пред малку. Треба да видиме што ни се главните проблеми. Значи, ги кажав овие краткорочниве, нели? Меѓутоа има и некои долгорочни предизвици кои што би кажало оваа влада ги немаше у предвид, а веќе 7 години на власт, например, дека Македонија веќе нема работна сила. Од некогаш кога имавме вишоци на невработени лица, кога некои други влади имаа политики да намалат невработеноста, сега веќе ние бараме луѓе за работа. Зашто? Се исели народов. Се исели, просто има еден општ песимизам кај народов за дека нема, не испорача оваа влада ништо, дека упропасти све и едноставно гледаат како да нема економска перспектива, се иселија и не секој заради економските мотиви, ги спомнав оние, корупција, криминал и слично. Сега, ако ги решиме тие, значи тоа не се економски како економски, значи тие се политички работи, меѓутоа ако тие ги ставиме во рамката на економијата, ќе биде одлично. И затоа, значи, испреплетани се мерките, значи, токму тоа, правна држава, владење на право, вистински, не, значи, само на збор, него и на дело, и намалување на корупција, обезбедување на дигитализирани услуги во јавниот сектор и професионализација на јавна администрација. Тоа го бараат сите, мислам, тоа е веќе нешто што мора некој да почне да го прави. И како до повисок животен стандард, знаеме дека помеѓу меѓународни мерења нашата продуктивност е многу ниска. Голем број фактори се, може би некој дел не е снимен од економијата, на што го зборевме, сива економија, меѓутоа како фактори се образованието. Првен и основно ние не создаваме вештини, не создаваме луѓе спремни на новото време.
Значи, новото време е многу подинамично од тоа што било пред 20 години и мораме да се адаптираме. Значи, човековиот капитал не е во фокусот, дали од аспект на спречување на негативните демографски тенденции, значи исто мерки за наталитет, мерки за младите, кои што веројатно за прв пат у некоја програма ќе бидат со посебен фокус ставени, мислам, со мерки, со активности. И исто така приватниот сектор, да не го забораваме, кој што ни го полни буџетот, исто така има голем дел од нашата програма, од причина што ако немаме стабилен, здрав приватен сектор кој што ќе вработува и ќе го полни буџетот, тогаш немаме ни економија. И затоа имаме поддршка од значи почетокот на развој на една компанија, што се рекло стартап, па се до оние и по зрелите компании кои што се извозно ориентирани и креираат додадена вредност и креираат конкурентска позиција на македонската економија. Значи, верувајте, добро осмислена програмата. Сакам да ги охрабрам гласачите дека треба да гледаат иднина, значи не може да не гледаат иднина, ние се бориме, значи се бориме и во целиот овој период да кажеме на јавноста дека стварно значи она што го испорача оваа влада не беше ниту домакински, ниту сфер кон населението, ниту кон бизнисот. И значи, пак ќе кажам, не ветуваме чуда, ветуваме само една реалност и отвореност према граѓаните дека ќе бидеме транспарентни при носењето на наши одлуки. И ако еден сегмент од населението не се најде во тие одлуки, ќе објасниме зашто, кој е приоритетот, зашто е приоритетот и како ќе постапиме. Благодарам. Благодарам и на вас.